Воскресение Твое, Христе, спасе, ангели поют на небеса, и нас на землі чистим серцем Тебе славити. Воскресение Твое, Христе, спасе, ангели поют на небеса, и нас на землі чистим серцем Тебе славити. Придите, примите светлина од вечната светлина и прославете го Христа кој воскресна од мртвите. Воскресение Твое, Христе, спасе, ангели поют на небеса, и Тебе славит Бога воскресни. Една запалена е, другата тера е. За многу години. Радостни весели. Што дуба. Да. Сега. Почините. Кој ќе излеземе надвор? Кој ќе излеземе надвор? Let's go. Воскресение Твое, Христе, спасе, ангели поют на небеса, и на землі чистим серцем Тебе славити. Светися, светися, новий Єрусалиме, слава Богу Господня, на Тебе восія. Лікуй нині і веселися сьогодні, Віже чистая, красуйся, Богородице, о восстані рождества Твоєго. Душа та моя го велича оной, Твой воскресла тридневно от гроба, Христа животно даритело. Светли се, нов Єрусалиме, зашто славата Господова на Тебе блесна. Ликувај сега и весели се Сионе, и чисто радувај се за воскресението на Твојата рожба. Душата моја
Magdalena Marija pritrča kon grobo i otkako go vide Hrista, poprašuvaše kako gradina. Svetli se Nove Jerusalime, zašto slava ta Gospodova na tebe blesna. Likuvaj se ga i veseli se Sione, ti čista raduvaj se za voskresenijeto na tvoja tarožba. Angelot koji blesna na žemite im peše, prestanete solzite, zašto Hristos voskresna. Sveti sja Novi Jerusalime, slava Bogu Gospodnja na tebe vosija. Likuj ninje i veseli sja Sionje, diže čista ja krasuj sja Bogorodice, Bogostani roždesna tvojego. Hristos voskresna, otkako je uništi smrta i gi podigna mrtvite, ludje veselete se. Fotizu, Idea i Jerusalim, i gardok se Kiriju, epise anetile, ore veninke agadu Sion, side agnite pute otoke, emptie jersi tutokus. Dene se koje sozdanije se veseli, se raduva, zašto Hristos voskresna i Adon ga zapleni. Hristos voskresna od mrtvite, denes vladika da go zapleni Adon i podigna zarobenite. Boj od vekovi gi imaše žestoko zavladejano. Duša ta moja ja veliča vlasta, na tri postasnuto i nerazdelno božestvo. Raduvaj se, devo, raduvaj se, blagoslovi.
sušti u groblje život darova. Hristos voskrese iz mrtvih, smrtiju smrt poprav, i sušti u groblje život darova. Спасение Твое, Христе, спасе, ангели поют на небеся, и нас на землі чистим серцем Тебе славити. Да се удостоиме за слушање на Светото Евангелие, се молиме на Господа. Господи, помилуј. Ке се читат од Светото Евангелие на светиот апостол и евангелист Јована. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Бог беше Словото. Овој беше во почетокот во Бога, се преку Него постана, и без Него ништо не стана. Кое што постана, во Него имаше живот, и животот беше светлина на луѓето. И светлината во темнината свети, и мракот не ќе опфати. Имаше еден човек по име Јован, испратен од Бога. Тој дојде за сведоштво да сведочи за светлината, да сите да поверуваат преку него. Тој не беше светлина, туку засведочи за светлината. Постоеше вистинска светлина, која го светлува секој човек што доаѓа на свет. Во светот беше и светот преку него постана, но светот не го позна. Дојде при своите и своите не го примија, а на сите што го примија, на сите што поверува во неговото име, им даде можност да станат синови Божи. Тие не од крв или од поход телесна, ни од поход машка, а од Бога се родија. И Словото стана тело, и телото се всели во нас, полно со благодат и вистина. И ние ја видовме неговата слава,
славата како на единороден од Отецот. Јован сведочеше за него и викаше, зборувајќи, овој беше за кого реков, кој што иде по мене, е пред мене, оти постоеше порано од мене. И од неговата полнота ние сите примивме благодат врз благодат, зашто законот беше даден преку Мојсеја, а благодата и вистината произлегоа од Исуса Христа. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Тој ти е 12. Okay. Okay. Слава на светата едносушна и животворна и неразделна Троица, постојано сега секогаш и во вечни векови. Христос воскресна од мртвите, со смртта ја победи, и на сите во гробовите живот им даде. Пејте сите. Христос воскресе из мертви, смертију смрт попра, Исуши во гробе живот дарува. Христос воскресна од мртвите, со смртта ја победи, и на сите во гробовите живот им даде. Христос воскресе. Навистина воскресе. Христос воскресе. Навистина воскресе. Христос воскресе. Навистина воскресе. И навистина воскресе. Да воскреснет Бог и да се растурат неговите непријатели и да бегат од неговото лице оние што не го сакат. Христос воскресе из мертви, смертију смрт попра, Исуши во гробе живот дарува. Како што исчезнува чадот, да исчезнат, како што се топи восокот од лицето на огинот, Христос воскресе из мертви, смертију смрт попра, Исуши во гробе живот дарува. Така да исчезнат грешниците од лицето Божјо, а праведниците да се развеселат. Христос воскресе из мертви, смертију смрт попра, Исуши во гробе живот дарува. Ово
овој ден го создаде Господ, да се зарадуваме и развеселиме во него. Христос воскресе из мертви, смертию смрт попра, Исушим во гробе живот дарува. Слава на Отца и Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Христос воскресна од мртвите, со смртта ја победи, и на оние во гробовите живот им даде. Христос воскресе из мертви, смертию смрт попра, Исушим во гробие живот дарува. Христос воскресе из мертви, смертию смрт попра, Исушим во гробие живот дарува. Христос воскресе из мертви, смертию смрт попра, Исушим во гробие живот дарува. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух се исполни она што го предскажале пророците за Исуса Христа. Во првата утринска светлина, ангелската рака го тргна големиот камен, прислонет на влезот од гробот, и наместо трулеш и распаѓање, дувна мирис на живот, и од гробната тишина, како да се вознесе кон небото едно величествено и моќно победничко алилуја. Веќе поминаа повеќе од 20 векови, откако ангелот за прв пат им рече на жените мироносици: не плашете се, знам дека го барате Исуса на распнатиот, не е овде, воскресна како што беше рекол. И преку сите овие векови, веста за воскресението Христово не престанува да биде најбогата, најрадосна, најутешна вест, небесна вест. Во сите земји каде сите народи, каде што се исповедува христијанството, таа вест буди чиста радост и духовна веселба, свето величие и благопријатно преклонување. Во секоја седмица имаме еден ден што го нарекуваме недела, а русите го нарекуваат директно воскресение, затоа што тој ден е за спомен на Христовото воскресение. За нас верниците, две ноќи во годината се многу важни и двете се пресвети. Тоа се Божичната ноќ и светозарната ноќ на светлото Христово воскресение, сега преживувана од нас. Во тие две ноќи се случиле два најнастани што никогаш во историјата на светот нема да се повторат. Христос воскресе. Навистина воскресе. Тој радостен возглас, како нежно мајчинско милување и целување, како пријатен мирис, ја гали душата на секој што верува и како лековит балсам ја лекува секоја немоќ и секоја тага. Денес Ерусалим преживува страшни денови. Тој е арена на бојно поле, центар на најголемата војна помеѓу доброто и злото, помеѓу Бога и зверот во човекот, помеѓу светлината и темнината. По оној величествен пречек, по детските песни,
Ерусалим е сведок на нови и силни конфликти и нови случувања. Се извршува гнасно предавство. Ученикот постанува предавник. На електризираната маса вчера пееше осана, а денес вика распни го. Набрзо се излекува пресудата. Христос е осуден на срамна смрт на крстот. Злото искажува сета своја сила и пеколна злоба. Христос е мртов и е погребан. Гробот е покрен со голема плоча, запечатен и чуван од стражари. Победата е потполна, злото ликува. Неговите агенти, еврејските книжници и фарисеи се восхитуваат на своите успеси. Надежта на младата Христова армија се разурнува. Потполно разочарување ги раскинуваат и труе душите на Христовите војници. Но еве нови вести. Христос воскресна. Навистина воскрес. Понижениот се воздигна. Победениот победи. Мртовецот оживеа. Злото е поразено. Ерусалим е во ново возбудување. Скриените апостоли постануваат борци, самопрегорни проповедници на Христа и на се што е добро, чисто и светло во Христа. Луѓето, пазите да се изгорите некои со свеќите. Драги браќа и сестри, добри христијани, да му благодариме на Бога оти живееме во едно демократско општество, каде можеме слободно и несметано да се исповедуваме својата света православна македонска вера, својата култура, македонски јазик и битност, и да не заборавиме да ги вовлечеме и нашите најмлади во нашето никогаш небитисување. Оти македонскиот народ е библиски народ, народ со најбогата световна култура, народ со најдобри корени и најдлабоки, народ непокорен. Македонија е вратата низ која влезе христијанството не само во Македонија, него во цела Европа. Да се помолиме на воскреснатиот Христос и на неговата пресвета мајка Богородица да ни ја чува ова земја Австралија, да ни ја чува македонската земја, да ве чува сите вас и вашите питоми семејства, да ги посети и утеши и излечи сите оние кои страдаат и боледуваат, болните по болниците и по домовите. Христос воскресе и навистина воскресе и на сите вас и ваши радост да ви донесе. Да сте живи, здрави и долговечни со своите благоугодни и честити семејства. Да ни е вечна и просперитетна демократска Австралија. Да ни е вечна Република Македонија. И Бог да подари мир во целиот свет, за да можеме во мир да се молиме. Христос воскресе и навистина воскресе. За многу години. Сега со влегувањето внатре, во црквата, се почнува со Великденската богослужба. Причесма ќе има се околу, значи штом заврши светата литургија. И не заборавите дека утре ќе има причес преку целиот ден, ама не во после 12 сатот таму, ако некој сака бабакју да се направи дома, па да може тука да дојде таму. Значи, утре службата почнува, се разбират некаде околу 8:30-9 сатот и ќе има причесма за сите оние кои се припремиле за света причесна помош да видите. Дај сега да видиме. Тој е царот на славата. Христос Бог кој воскресна од мртвите,
Отворите се царски борти да влезе Христос, царот на славата. Кој е царот на славата? Христос Бог наш кој воскресна од мртвите. Кој е царот на славата? Христос Бог кој воскресна од мртвите. Христос воскресе из мертви. Ојди запали ги оние све. Попрам Иисусем во гробием живот дарувам. Христос воскресе из мертви, смерти у смрт попрам. Иисусем во гробием живот дарувам.